Прво, господине Панчо Минов, многу ми е големо задоволството што повторно ве гледаме меѓу нас. Да сте ви здрав и да нема никакви последици од тоа што го поминавте. Со вака желби за останатите ни приближно да не почувствуваме нешто од тоа што вие го имате преживеено, а и нашиот председател на комисијата пред некој месец. Втора работа е што јас пак со толку големо внимание према вас, закажувајќи ја седницата на Комисијата за земјоделство, внимавав да без вас не го ставиме на дневен ред законот за кој што предложите вие на последната седница, дека треба да биде. Јас заради вашето отсутство за утре закажаната седница не го стави тој закон, но ајде ќе го поминеме во некоја друга прилика. Што се однесува до моето образлагање или дискусија, ја почитувам Минов, немав ни време заради тоа што нели бев ускратен од страна на председателот да морам да ја завршам дискусијата и не можев да ги поминам и другите елементи кои што се во информацијата, односно во договорот или во законот. Но се едно, не би сакал да навлегувам во тој дел, но само на кратко би оддал моje мислење на вашите согледувања, односно примедби кои ги имавте. Она што се однесува за прецизните податоци и распределбата на субвенциите, што има педагошка карта изготвено, у кој што се знае составот на земјоделската земја буквално на секој метар низ Македонија, така да врз основа на квалитетот на земјиштето може да се дизајнираат, конципираат мерките, а исто време и субвенциите, износот и така натаму, и кому и каде би му биле овозможени да ги добие од апликантите, односно од земјоделците. Втората работа околу точните податоци во ред е тоа, околу распределбата на државното земјоделско земјиште, меѓутоа ние во оваа ситуација сега соочуваме со јавно искажена намера на владата дека тоа ќе го продава, дека ќе го приватизира. Не дознавме дали ќе бидат тоа домашни лица или може да бидат и странски лица. Од таму јас на една наша панел дебата, односно следба со нашите пријатели од Словенечкиот парламент побарав да го добиеме и законот и уставот на Република Словенија во делот на заштита на државното земјоделско земјиште, кое што не би требало да се продава. Понатаму околу се согласувам околу вие знаете дека ние имаме специфично гледање околу откупот на грозјето пред се и што преработката од него виното би требало да представува. Ама за жал тоа време во Македонија се уште не е дојдено кога виното преработено од грозјето фактички ќе биде влог на лозоропроизводителот во винарската визба и тој да учествува во големо продажната цена на виното како ќе се продава. За тоа е потребно малку повеќе труд, малку поголемо здружување на лозоропроизводителите во задруги, за да бидат конкурентни, моćни и така натаму, а и една поголема одговорност од винарските визби, кои што оваа година, Бога ми, изостана, не само кај винарските визби, и кај откупувачките компании на тутун и така натаму. И исто така, со ова ќе завршам, што викате вие дека откупно дистрибутивен центар е потребен во Тиквеш, тачно. Ние тоа го знаевме и во една од програмите и проектите на коалицијата, чиј што дел сум јас, а еден од заговарачите на тоа е и подигнување на посебен откупно дистрибутивен центар во Росоман, кој што ќе биде во можност да ги абсорбира сите произведени количини на земјоделски култури, овошни и било какви, од Росуман и од Кавадаречкиот и Неготинскиот регион. Благодарам.